Господин Гучевска, како ќе се одвива ажурирањето на избирачкиот список за претседателските избори? Државната изборна комисија избирачкиот список го ажурира на дневна основа, односно постои така наречено, како што го кажува законот, редовно ажурирање на избирачкиот список. Тоа значи дека нашите подрачни оделенија и канцеларии заедно со нашето оделение за ажурирање на избирачкиот список овде во централата на ДИК на дневна основа вршат промени, бришење, запишување во избирачкиот список зависно од стекнатиот статус на гласачите за стекнување или губење на избирачкото право или пак промени во личните податоци. За претседателските избори конкретно, првото дејствие по распишувањето на изборите, кој што е поврзано со избирачкиот список е Министерството за внатрешни работи до Државната изборна комисија ги доставува податоците на граѓаните кои што на денот на изборите имаат наполнати 18 години, односно се полнолетни, и имаат важечки лични документи за идентификација, односно лична карта или пасош. Оваа база на податоци се дообработува и најдоцна 15 дена од денот на распишувањето на изборите, избирачкиот список се става на јавен увид на граѓаните. Јавниот увид трае 20 дена и во тој период сите граѓани во нашите подрачни оделенија и канцеларии низ Македонија, како и на интернет страницата избирачкисписок.gov.mk, може да извршат увид во податоците, односно дали се запишани со точните податоци. Следствено на она што ќе го увидат, тие може да поднесат и барање за запишување во избирачкиот список, барање за бришање на податоци или барање за промена на податоци. Потоа ДИК донесува решение по тие барања и соодветно постапува и со завршувањето на јавниот увид следуваат понатаму други дејствија кои што доведуваат до клучните моменти на заклучување на избирачкиот список. Меѓутоа, точниот датум на заклучување ќе се знае откако ќе бидат распишани изборите, Државната изборна комисија ќе го усвои роковникот за изборни дејствија. Значи да резимираме, граѓаните може ли да имаат доверба во избирачкиот список со оглед на тоа што за изборите во 2016 година тогашната опозиција обвинуваше за фантомски гласачи, се спомнуваше бројка од 300.000 наводно сомнителни гласачи? Како што кажав, една од главните функции на Државната изборна комисија е токму ажурирањето на избирачкиот список и грижата да се обезбеди на секој гласач кој што има право, односно да има стекнато избирачко право да биде запишан во избирачкиот список. Дневно се ажурира списокот, потоа има и механизми според кои граѓаните ќе можат да извршат проверка, тоа е јавниот увид. Има механизми според кои што политичките партии го добиваат на увид избирачкиот список, па и тие ќе можат да дадат своји барања врз основа на утврдената состојба во избирачкиот список, така што финалниот производ со соработка на сите чинители во изборите, односно финалниот избирачки список кој што ќе го добиеме, може да биде јавен документ, односно јавна исправа во која граѓаните ќе имаат доверба. Благодарам за разговорот.